Комисијата која чешлаше целосната документација на музеот на ВМРО утврдила низа нерегуларности. Прекршени се повеќе прописи, меѓу кои законот за буџет и негово спроведување. Прекршен бил и законот за музеј, бидејќи не е изработен елаборат, а со прогласување на музеот за културно наследство прекршен е уште еден закон. Донка Барџиева Трајковска, која е дел од комисијата, во прашања доведе и компетентноста на луѓето кои учествувале во овој проект. Компетентноста на историчарите кои што се ангажирале, јас ја доведам во прашање затоа што музеот, кога станува збор за музеј, се надлежни музејски работници. Тие се професори, можеле да учествуваат во изборот и концепцијата на одредени делови од поставките, меѓутоа во случајов не се појавуваат тамо кај оригиналните документи, туку ги најдовме во порачувањето на односно изработките на проектите програми за восочните фигури и така наречените уметнички слики со историска содржина. Комисијата и незините членови предлагаат до Министерството за култура од името да се извади музеј на ВМРО и музеј на жртвите на комунистичкиот режим. Следната препорака е изработка на нова историска поставка во музеот, бидејќи повеќе простор треба да им се отстапи на оригиналните документи, а да се намали бројот на восочни фигури. Идејата со овие предлог измени е музеот да се насочи на сегашноста и иднината и да пропагира соживот наспроти поделби во општеството. Целата музејска поставка концепцијски е правена театарски, ајде да речам, каде што не добивате впечаток дека се музеј како на театарска сцена да се наоѓате, затоа што оригиналните предмети се губат или во просторот се на многу мал дел сместени. Литовски вели дека во еден поглед станува збор за партиски музеј, поради тоа што од 13 одели, 8 се направени за историјата на ВМРО, а во нив направен е континуитет од 1893 до 1991 година, иако ставот на историчарите е дека во неколку наврати тој континуитет е прекинат. За заклучоците се обидовме да добиеме став и од директорот на музеот Бранислав Светозаревиќ, меѓутоа тој не одговори на нашите телефонски повици. Останува сега Министерството за култура да ги прифати и спроведе препораките на комисијата.